Почитувани добро вечер, во емисијата Став вечерва гостува директорот на Фондацијата за култура и спорт, господинот Нино Величковски. Добро вечер и добре дојдовте во студиото на Телевизија Плюс. Добро вечер, добро ве најдов. Како сте? Одлично, секогаш со одлични гости. Да, драго ми. И ви благодарам за повторното гостување во емисијата Став. Она што го одбележа месец август е традиционалниот меѓународен тамбурашки фестивал во Куманово. Првим честитки за безпрекорната организација на фестивалот и почитување на здравствените протоколи и препораки. Дали вие како организатор сте задоволни од годинешново издание на фестивалот и колку беше тешко, односно лесно да се организира фестивал во време на корона кризата? Па да ви кажам, голема благодарност до сите наши сограѓани, бидејќи навистина одговорија на задачата и сум задоволен како директор на Фондацијата за култура и спорт, како и директор на фестивалот уметнички. 17, односно 16 поред, дај Боже да се случи и 17 ти следната година, во ова време, навистина време, не време, на корона, сите знаеме што и како треба, но навистина е многу тешко организационо да ги направите сите подготовки за да тоа делува безпрекорно и ми беше некако скептик, но верував дека можеме да успееме да го направиме. Од друга страна знам колкави се ризиците за се она што може, не дај Боже, да се случи во делот на непочитување на од страна и наша страна како организатори, но и од страна на граѓанството. Сум задоволен бидејќи навистина во најдобар можен ред помина. Значи, ако се сака, се може, се покаже и докаже дека и Куманово, кумановци и сите што дојдоа од нашава држава можат да уживаат во прекрасните звуци на тамбурата, односно на она што е применето во овој случај. Не бевме во можност да поканиме заради оваа ситуација гости од страна, бидејќи тоа е меѓународен интернационален фестивал, но не бар музички, јас ни малку, бидејќи овој пат за прв пат бев во публиката, нели не настапував. Уживав во звуците на она што го понуди првата вечер нашите колеги од Свети Николе Табијат го отворија фестивалот, втори беа Битлските боеми, исто оркестар кој преку 30 години работи, и за да го затвори фестивалот првата вечер Синтезис, култна, престижна наша група која го негува тој вид на музицирање. Сега рековме малку да биде експонирана тамбурата, но тој репертоар нивен навистина предизвика големо внимание, за да следната вечер настапија нашите кумановци, групата на здравје, со еден фин колаж музички применет за податлив за публиката и за мене големо изненадување, не дека ја не сум ги слушал, но повеќе во верзија со трубачи, со агушеви, љубојна, Вера беше прекрасна, во една тамбурашка изведба направија навистинска едно доживување кој ќе се памети, и со тоа се затвори 16-тиот поред меѓународен тамбурашки фестивал. На моје големо задоволство гледам дека фидбекот, не само тоа што новинарите, почнувајќи од новинарот на вечер Дуле Мичич до сите што го пратеа фестивалот, но и од граѓанството кој е репер, беа задоволни од настапот во двете фестивалски вечери. И јас лично исто така задоволен. Чинам дека и сите чинители и тие што го гледаа фестивалот и што ќе имаат можност на вашата цената и наша телевизија ТВ Плюс да го се помести одложено преносот 7 и 8, така се договоривме. Значи да биде, ќе биде објавено во колку часот на 7 и 8 септември во очи на нашиот национален празник 8 септември да биде преносот од двете фестивалски вечери. И ви благодарам за тоа. Како организатор, како се одлучивте токму за овие 5 македонски изведувачи, 5 македонски групи? Што беше пресудно? Колку време траја преговорите, договорите и целата организација на фестивалот? Па видите, ова е како со Олимпијада, штом ќе заврши фестивалот, веќе размислувам за следната година што би било. Сега не дај Боже пак да остане во овие рамки, нели сакаме да се победи и се ова да биде минато во дел на короната и да имаме малку по
можности да дојдат и од страна гости, но сум спремен, бидејќи Македонија, велам, кај ќе копнете, ќе најдете музика. Тука ние не сме во хендикеп и има алтернативи, мислам, во, еве, што сум имал уште на размислување од Чалгија Sound System преку групи други од Охрид, мои драги колеги кои се од Кратово, кај што има тамбурашки фестивал, Трио Гранде Кавадарци, така да од Македонија има барем уште 10 кои имаат мешовити состави и иднината на тамбурата не е во прашање и тамбурашкото движење, но убаво ако имаме еден микс и колаш и од Словенија, од Вардар до Триглав, што би се кажал. Така, граѓаните нели од претходните години веќе се научија на звуците на тамбурашките оркестри од соседните држави. Верувам дека планирате да го вратите меѓународниот карактер на фестивалот, доколку тоа го дозволи ситуацијата. Ние сигурно дека идејата останува таква. И првичната идеја на формирање на фестивалот далечната 2005-та беше да биде меѓународен тамбурашки, дури имавме гости од Чешка, од Австрија, сегде кај што се свири тамбурата. И јас сум подпредседател на Европскиот тамбурашки сојуз и Светскиот тамбурашки асоциација која седиште во Нови Сад, со Нови Сад сме збратимени и беше предвидено за оваа година да се направи вечер на тамбурашите од Војводина, или тамбурашка или Новосадска тамбурашка. Срцето на тамбурата е во Војводина, Нови Сад и во Славонија, мислам, така е барем по стручњаците кои се докажани во тамбурашкото музицирање. И пак имам во план за следна година, имаше една варијанта Желјко Бебек со големиот тамбурашки оркестар од Вараждин. Потоа имаше една варијанта со Тереза Кесовија, со Мирима Njegomir и луѓе кои помалку или повеќе доаѓале, Гарави Сокак, Бане, Легенде, Фрајле, сегде кај што има тамбурашка приказна, зошто да не ги поканиме. Но пак ќе кажем име од Македонија, Драган Дутовски, и да не набројувам, да не ми замерат, да не испуштам некое важно име. Минатата година Ватко Стефановски, мислам, сепак е тоа гитарата, може да се секојаш од гитара да се свири наши бивши рокери, од покојниот Шоиќ до сега што свират колеги, се биле рокери, па се префрлине на тамбура, на бас, прим, чело, контра, да свират тамбурашки инструменти. Меѓународниот тамбурашки фестивал беше подржан и од Општина Куманово, но и од надлежното министерство. Со колку средства успеавте да го изреализирате значи, благодарност, пак ќе кажам, до сите релевантни институции, почнувајќи од нашиот град, градоначалникот кој има сенс, кој не поддржува сиве овие години како е градоначалник, Максим Димитриевски и Советот на градот и советниците ни даде огромна поддршка и овој пат одвои 800.000 денари од буџетот на, што велиме, народни пари, за да направиме фестивалот од година до година да расте. Без пари нема музика. Министерството за култура не поддржа со 200.000 денари, така да во тој склоп на финансиски можности од година в година, значи и квалитетот на музичката понуда ќе расте и се надевам дека фестивалот си го најде местото под сонцето, не дека ќе има една линија за да биде престижен фестивал, да се донесат во таа програма и поголеми и позвучни имиња, ако сакате. Пак ќе кажам, парата е примарна. Ви сами гледате дека во делот на стејџот, на бината, на осветлување, звучување, сосема голема разлика е тоа. И тоа ни го возможува баш тоа ниво на финансирање, да можеме да се опуштиме и полесно да го сервисираме тој дел. Сигурно дека за организација не е лесно. Ние вработени 5 души во фондацијата со логистика, со сектор за култура, сме во можност, но имаме, значи, помагатели во делот на и логистика и како човечки ресурси. Без вас, без медиумите, сигурно дека не би било тоа. Се она што не се забележило, не се ни случило. Го знаете тоа новинарско правило. И чинам дека еден од поголемите важни сегменти во реализација и обстојување на фестивалот е медиумската поддршка од сите вас. Овој пат
вие како ТВ Плюс и како рековме преносот го правивте одложно, ја видов 2 крана и се тоа што е дека поголема можност за поголема презентација. Тука беа Кумановски моабети, Куманово Њуз, Радио Бум, Министерството за култура Реков градот и ние како Фондација за култура и спорт и сектор за култура сме тие што сме го направиле. Бевме дел од Рома Труба Фест. Истата инфраструктура се искористи. Добро е тоа што се вржа фестивалите, иако се различна музичка фреквенција и понуда, но беше празник во градот во ова, реков, време, не време, да се, можеби и одважно и храбро беше, барем покажување на луѓето што беа задолжени во тој дел и од инспекцијската служба и од МВР, мислам, ни честита во делот на тоа како сме го стокмиле и како сме го организирале тоа. Тамбурашкиот фестивал е дел од годишната програма за културни манифестации на Фондацијата за култура и спорт при општина Куманово. На почетокот на годинава Фондацијата најави богата културна програма со 20 на културни манифестации. Сега, колку од предвидените културни настани и манифестации се реализирани досега во овој период, а колку од нив не се реализирани со оглед на ситуацијата? Една од оние нереализирани која што навистина убава и масовна е маскембалот Батко Ѓоргија. Знаете, значи во тој период, почетокот, како беше тој првиот удар, сите ние бевме ни на помисла да организираме ништо. Прво се е страф. Самите мерки и се она што беше полицискиот час и сите работи како превенција, нормално ги прифативме. Во тој момент дури успеавме 2 концерта да дадеме во наша организација и одеснав од колегите музичари, пејачи пред Центарот за култура, за да покажеме дека не може животот да застане, сепак ќе треба да имаме една културно-уметничка понуда и програма за нашите сограѓани, и тоа го направивме со реализација и пренос од вашата телевизиска куќа, ТВ Плюс, и со надеж дека ако продолжише со такво темпо, ние ќе продолживме со такви гостувања, можеби на луѓе од други градови, но еве како, не дека и попуштија сега. Дојде лето, програмата, рековме, и ова можеше да се одложи, да се каже, следната година, но еве, бевме и храбри, и одважни, и упорни, и го одржавме и Рома Труба Фест, и ова како поголеми, и погабаритни, и финансиски, и за организација, да ви кажам. Лесно е, ќе викнете гудачки квартет, квинтет, тоа е помала организација, но и тоа исто треба да го организирате. Ние направивме еден пресек, се до февруари работевме по програма, после нормално ги намаливме, се до организација на Рома Труба Фест и реков Тамбурашкиот фестивал, но еве сега во деновите што следат има една програма која ќе биде, заборавив да кажам, се извинувам, за настапот на хорот Света Злата Мегленска беше одложен за 20 март, како великденски. Сега направивме Богородичен концерт, со тоа можам да се пофалам. Одавна не се случило во градот Куманово во исти ден, значи во црквата Свети Ѓорѓе во Старано Горичане да настапи престижниот хор Света Злата Мегленска, прекрасна хорска изведба на наменски песни за Богородица, настапија, и истиот ден во храмот Свети Никола со програмата ги освежија навистина нашите сограѓани со една хорска изведба која плени, која е права не само за тие луѓе што ја знаат полифоната музика, но за сите граѓани, верници, настапија со голем респект кон публиката, со сите мерки превземени од маски до дезинфекција, до растојание, и се тоа беше на најпрофесионално ниво. Значи тоа беше една програма која беше одложена заради пандемијата COVID-19 и сега продолжуваме. Значи прво што ќе се случи на 7-ми, тоа ќе биде промоција на книгата 90 години Соколана на господинот Маријан Стошевски под покровителство на градоначалникот, Советот на градот, Фондација за култура и спорт и сектор за култура на 7-ми, значи 7-9 во понеделник со почеток во 19 часот пред Соколана надвор ќе биде кај игралиштето, со програма и презентација, односно промоција на книгата 90 години Соколана, кој е заштитен знак на град Куманово, како што е занатскиот дом, занечискиот дом.
На 8 септември, денот на националниот празник на Македонија, во 11 часот пред Жена Борец, значи пред Центарот за култура Трајко Прокопиев, ќе се помести програма по повод националниот празник 8 септември, со програма уметничка и полагање на свежо цвеќе по повод националниот празник 8 септември. На 17 септември во 19:30 часот во ресторанот Грација надвор, за да ги запазиме сите протоколи. Исто така одложениот од март месец одложена програма промоција на монографијата за Октет Куманово, кој 37 години активно работеше и се уште е во кондиција и сними преку 270 номери за продукција на Македонската радио телевизија. Од Куманово во срцето до песни се она што сме го направиле. Промотори ќе бидат од Македонската радио телевизија, Каролина Петковска, водител Ирена Спировска, ние како Октет Куманово, гости, новинари, се за да го одбележиме се она што сме го сработиле во овие 37 години, значи промоција на монографија. 23 е предвиден Тумба Фест, повтор пат возобновениот Тумба Фест пред платото на Центарот за култура Трајко Прокопиев од 20 часот, значи песни нови со познати музички имиња. Се надам дека овој пат уште поголема и подобра понуда и делот од мислам целокупната програма не имам како концепт, но сигурно дека ќе биде и од колегите во овој дел исто од естрадниот дел, нели, ќе бидат вклучени и се со тоа да Тумба Фест биде отслик на се она што е Куманово и кумановско во делот на шеговиење и хумористични припеви и песни, во нови аранжмани, во секој случај нови песни со хумористична нотка, куманија ќе бидат тука и ќе се направи нешто што ќе биде и гледливо, и за слушање, и за гледање. И само се извинам дека во прашање исто подршка на градоначалникот, на Советот, на Етноризница, Фондација за култура и сектор, сите заедно сме во организација и помогнати од страна на Центарот за култура. Во октомври следува уште еден државен празник. Што се планира за тогаш и по повод денот на градот, доколку нели веќе Тоа се по дефолт програми кои се назначени и во програмата за 2020 година, кои секоја година ги организираме. Овој пат на спомен Костурница ќе биде тоа на 11 октомври за националниот празник државен, а како и секоја година се надевам со протоколи кои се зацртани и дадени од Министерство за култура и од градот Куманово да се запазат. Ние ќе дадеме еден предлог како фондација да се, ако веќе надвор не може да се, кој ќе е стоење во прашање да го организирате никако, а за седење временските услови нема да погодуваат, најверојатно во спортската сала ќе понудиме со дистанца, ако е 4000 капацитет, барем за 2000 да се тоа организирано да биде во спортската сала. Се надам дека тоа ќе го прифати и Советот и градоначалникот и да си продолжи традицијата, а веќе на 11 ноември е свечена академија и свечена седница во Центарот за култура со намален исто број, ако е 660-330 ки има присутни, така да не ги прекинуваме нешто што е традиција, можеме да го направиме, да не вликуваме во ризик. Ако значи не можеме, нема да го правиме. Се до нова година со Господ напред, со новогодишната програма за деца и возрастни, да ја заокружиме ова година која е тешка во секој случај и навистина треба посебно, не говорам се во прво лице никако, него генерално треба да направите селекција што може, што не може и што реално може да се организира. За реализација на годишната програма за културни манифестации на фондацијата, општина Куманово чинам дека одвои околу 5 милиони денари. Дали ќе успеете само со овие средства да ги реализирате сите настани или ќе ви треба некои дополнителни обезбедување? Па ја мислам дека ќе останат непотрошени средства. Ја по мене како идат, дај Боже да не биде така, да некоја адхок програма да се појави, да може тие пари да се искористат. Бидејќи во тие 6 месеци има некои програми кои и финансиски ова не се направени автоматски, ние не можеме да ги книжиме како направени,
Но се надаваме за Ден на градот, за се она што може да се искористи. Севкупната програма е негде во 10 милиони за се тоа што се прави. Секогаш велам дека тоа се премалку пари за програма која беше амбицирана за минатата година за 5 века на градот. Со 13 милиони денари да направите вие толку манифестации со се Ден на градот е затоа мој апел е лично дека нормално дека со поголеми пари одвојување има одредени градови што само за културно лето одвојуваат 10 до 12 милиони денари. Така да еден апел и до градот, и до Советот, и до Министерството да имаат малку повеќе сенс во делот на финансиската подршка и за да има реализација на поубава програма, поквалитетна, побогата. Последниве десетина години на вистина заживеа културниот живот во Куманово. Реализирани се низ културни настани од областа на музиката, уметноста, театарот, но дали Фондацијата за култура и спорт може да понуди уште повеќе со годишната програма за наредната година? Па да, амбицираноста, пак ќе кажам, ние знаеме отприлика со колку пари се располага. И знаете, према и дома кога правите еден есап за на пазар, домашниот и на пазар не е ист. Ќе понудиме максимално што мислиме нови програми, ја испуштив гитаријадата, ќе ја правиме сигурно како нешто што е добро. Арт Атак лани имаше и сега, бидејќи со младите, мора да имаме простор јутјуберско шоу. Имавме во програма, се што е напишано во програма не се остварува. За жал, објективно, субјективно. Некогаш од немање пари, втор пат од немање идеја. А идејата е се. Значи, идејата се плаќа на крај краишта. И се надевам дека ќе биде поамбициозна, инаку лично честитам на Центарот за култура, на директорот, на сите вработени кои најдоа и храброст, и одважност, па и финансии да направат во меѓувреме програми кои се покамерни, но еве гледате дека скоро месечно 2 до 3 програма во сериозната музика, во забавната, во народната има понуда за да граѓаните наши уживаат и да имат бенефит од она што го има Центар за, иако е тоа национална установа, ние не ги делиме во понудата. Битно е граѓанинот да е сервисиран и да има еви денови на комедија ќе се одржат во услови надвор со да не кажа, ја ги викам дуодрами со помал број на актери. Знаат они како тоа треба да го направат и јас се радувам на туѓ успех, кога верам туѓ во знаци на наводници, значи да идеи такви има и да се поддржуваат и финансиски и мислам дека до година исто така ќе се обидеме да дадеме што поголема понуда како идеја и да не поддржат, а ние ќе имаме можности и сакаме и можеме да ја реализираме. Тоа е важно. Господине Величковски, вие како естраден уметник на музичката сцена сте речиси 4 децени, 35 годишниот јубилеј го прославивте и одбележавте со концерт и со промоција на едно двојно CD. Песните верувам дека ќе останат и младите и наредните, кој знае колку генерации да ги пеат, но какви се плановите за иднина? Претходно спомнавте за Октет Куманово. Планирате ли нешто ново, настапи на фестивали, нови песни, нови аранжмани? Таксативно колку ми дозволува времето за нашите гледачи, бидејќи информиран човек е богат човек, да знаат што се случува во мојата музичка работилница. Значи, јас паралелно музиката не трпи пензија. И сигурно е намалени се активностите, но еве снимив 2 песни пред 10 дена. Едната е за фестивалот на 11-ти Охридски трубадури. Јас сум редовен гости на тој фестивал и со Октетот. На времето сега сам ќе настапам на 11-ти во фолк вечерта, која само ќе се одржи фолк, бидејќи заради овие услови, реков, во Охрид. На 11-ти, на 17-ти е промоција, еве, да она што сме го сработили, ама и тоа е некој минал труд со кој сакам и се гордеам што сум дел од Октет Куманово. На 23-ти ќе пеам песна за нормално Тумба фест, ја како кумановец, а веќе сум на 4 фестивали учествувал, од Стар Беќар, Зет дома Зет, Срде жив Батко Ѓорѓија, 4 песни, една со Октет, ако веќе книжам за градот што сум отпел. Овој пат имам песна
на Цане Петров, на Боби Петковски е текст. Ја снимив песната, се надевам дека ќе биде слушана, да не кажам хитно, се вика Мераклија и доволно е да кажам што е темата. Се ова друго што се плановите се врзани, сакам, имам една идеја, сега ќе ја кажам, да сработам нешто во делот на, бидејќи долгогодишен хорски пејач сум, разговаравме со хорот Света Злата Мегленска, да направиме неколку композиции, дали се тоа обработки од октетот и мои песни, или тоа го чувам како не тајна, но прво ќе договориме. И вториот дел, нешто со синтезис, ама тоа е за тоа потоа за следната година. Дали вам, естрадните уметници, животот секогаш ви е песна? Па не. Ако сакате да бидам искрен. Се трудиме ние тоа да го пренесеме, но знаете, не можете тагата или болката или ова да ја скриете, ако ја имате, бидејќи у животот не се само, ако сакате да биде розово, розови очино треба за тоа. Животот е сосема нешто друго. Ја имало некои песни што се автобиографски, што можеби не сум можел и да ги снимам, имам некои песни, кои во таков еден период на животот, но ја сум тој непоправлив оптимиста и оптимист кој вели дека секојаш има нов ден и подобро утре, така да сум голем оптимист. Музиката победува, музиката дава нова надеж, музиката ми е песнат, имам една песна, песните се мои другари, и да ја сакаме песната бидејќи таа лечи рани. Сосема на крај да ги поканиме гледачите уште еднаш да го проследат меѓународниот тамбурашки фестивал на на телевизија. 7-8 вашата и наша, пак ќе кажам, телевизиска куќа која не прати, ТВ Плюс, ќе има одложен концерт за двете фестивалски вечери на 7. Ќе видиме, вие ќе обзнаните во колку часот точно ќе биде преносот, и репризно издание може би на 8. Тоа ќе го прави вашето уредништво и вашата телевизиска куќа. Господине Величковски, ви благодарам на гостувањето, па се надевам дека во следниот период ќе поразговараме и на некои други теми. Фала на поканата, ви благодарам, и да бидете дел од нашите чествувања што ќе ги правиме до краја на година и понатак. Благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Останете со програмата на Телевизија Плюс. Пријатна вечер.